Предлог за реклама. Го знаеш овај? Слушај. Момче и девојка, долгогодишни верни партнери. Пред играта полека преминува во игра. Момчето го зема кормилото во своји раце, се мести за големото бродење и таа му вели: стави презерватив. Не му дава душа. Не грешам никогаш, знаеш. Таа упорна: стави презерватив. Ајде, се едно е. После неколку минутно, секој интензивно, заедно бранување, девојката се предава и започнува да пулсира. Момчето, понесено од плимата, ја губи контролата и иако знае дека нејзините оргазми се долги и продолжени, го вади сидрото и се закотвува на земја. Пука во празно, се разбираме нели. Девојката останува да пулсира како риба насуво, да сибам глупавите метафори и компарации, да сибам. Ја знаеш онаа реклама за сокови? Му вели огорчено. Која? Отсутно прашува момчето. Онаа во која еден тип купува билет за Партизан Звезда и кога го прашуваат за која трибина, вели сеемно. А кога ќе сватите касетна од меѓупротивничката екипа, го скршуваат од Кјоте, ке знам. Не е сеемно, исто таа. Епа, еден предлог за ново приложение. Не е сеемно. Ама, ова не е виц. Епа, не е. Кратко вакво на темава. Совет. Прв пат кога приспа во неговото дувло, зајачицата се шашардиса, кога местејќи го листот на кој спиеше, го виде како гледа порно до неја во 3 часот пред сонце. Сонувајќи се трудеше да биде либерална и да заспива со вклучен телевизор на тој единствен канал со исклучен звук како разумен компромис. Дури по 6 месеци во една расправија, Зајко разбра дека ужасно ја нервира што при неа жива до него како некој манијак, гледа тоа и па тоа, секогаш кога ќе стане по вода или на мочење. Тој многу ја сакаше и стави крај на навиката, иако не можеше да свати како може да крева толку джева за ништо. По 5 години, Зајко глумеше дека не знае зошто таа му дава предност, додека тој се тушира прв и легнува до него по 1 час подготов. Едноставно му одговараше мазниот, топол и надојден исход од нејзиното 10-минутно забрзано прегледување на CD-то со порно скриено под здиплените крзна од претходната сезона во дневната суба со рајбер камен наврата. И беше жал да му го крати сонот за долги предигри. Последната година тие главно не беа чисти, а кога ќе се искапеа еднаш месечно се велеа, сега не ќе се валкаме. На зајачината на котени во меѓувреме им делеа наравученија. Деца, гледајте, правите додека сте млади. И сега малку посериозна, да не спаја дека сме овакви глупости пишува. Има едно дете кој јаде ќотек, секогаш кога ќе му дојде редот, по другите 2 деца со кои си игра додека го чува војната. Виновно или не, ја направило белјата или само гледало, тоа замижува и стрпливо се го чека редот за ќотекот. Пам, добива неколку пати по газето, си вели: ека Миро, навистина нема правда и не пушта ми глас, зашто вината е добра, го чува и му дава ручек, има намачена душа со 300 проблеми и нема време да исправа криви дрини, кој почнал, а кој воопшто не се не обидел да спречи. Има едно дете, која ја помни дебелата месеста врела таткова дланка, залепена на левиот образ, како лекција дека не смее да се тепа својот помал брат. Тоа дете ќе порасне, а татко му нема да го удри никогаш повеќе. Таткото пак да може да каже колку ќотек јадел во животот. Еднаш дури бил врзан од неговиот татко, дедото на детето, и висел пред куќа со главата надолу, како јагненце обесено на чингел. Се додека некој чувствителен и разумен сосед не се решил да си го пикне носот кај што не му е местото и да го пресече јажето на песостаниот родител. Инаку детето на тоа дете ќе има најнежни спомени за својот дедо и никако не ќе може да го поврзе со сликата од раскажувањето. Има едно дете кое презајќи на голем одмор
припнуваше радосно преку 2-3 од многобројните училишни скалила и не помисли дека може да падне и да се истепа, се додека одеднаш скок, плас, не доскока, изненадувачки точно под прав вагон пред шлаканицата од двометарскиот плекес директор. Му требаа неколку минути да се соземе, да разбере каде и што му се случило, а Директорот имаше долгогодишен углед и авторитет, уживаше почит од вработените учениците и ретко некој имаше да му замери што било. Има едно дете на кое сестрата, поголема од него 8 години, кога ќе се качи на глава, му ги фаќа двете раце со едната рака, а со другата рака му влепува 2 шлаканици. Една направо, а другата наопачки. Една за завртување, друга за одвртување. Или за промена, зависно на нејзиното расположение, понекогаш неколку кратки, брзи плас, плас, кажале што ќе стигне по лицето, под нормала одозгора директно, а не странично. После, кога детето плаче наглас, прво силно, а потоа тивко шурка, на сестрата и паѓа жал и таа оди го бакнува по цело лице. Многу пати детето брзо преболува, но продолжува да плаче за да ги добие бакнежите од сестра си, иако ја турка и вели: "Бегај таму, не сакам да ме бакнуваш кога ме тепаш." Има едно дете кој исто така не се одвојува од својата сестра 12 години поголема од него и која толку го сака што го води секаде со неја како приврзок, но колку го сака толку и го тепа, од озгора по глава, бам, како да е главата топка, а не глава. Но тоа не сака да ја разбере, а за неја тоа значи да ја послуша. Сестрата сепак го сака најмногу на цел свет, а браќето ја сака повеќе од мајка си. Добро да е исто толку. Има едно дете која мајката толку силно му го прешти по образот, му го сврте розовото обравче и му ги зари ноктите во мекото мевце, што детето врисна до него. А по 15 минути кутрото, убавото терано мораше да оди на училиште со огромна светло-црвена модрица и таму да лаже, сомневајќи се дека веројатно наставниците ќе знаат дека лаже, зашто големите знаат се, а сепак да лаже, а лажењето не е убава работа, дека паднало од велосипед и си ја закачало рачката во образ. Има едно дете што и предаде бел лист на наставничката и одби да пишува писмена вежба на тема "Еден ден од мојата автобиографија", велејќи немам што да напишам, за кога да пишувам, за оние нормалниот што ме толчи секој ден, кој детство ме тепа со време и ми ја крши раката по втор пат. Има едно дете што седи во прва клупа и секогаш знае се, прекрасно, умно и културно, мирно и како бубаче, а трепка со очињата, трепка ли трепка постојано, повеќе и почесто од сите, болката ти е на срце кога го гледаш. Има едно дете што трепери како лист на часовите кога одговара. Оценето е со 5, што реално со 3 и покрај екстерното оценување, зашто наставникот знае во какви услови тоа дете седнува да учи, покрај пијаниот татко, кој откако ги построил сите дома се свртил кон него, не признавајќи му други оценки освен 5. Има едно дете што ја вознемири соседката и ја натера Кришун да ги избрише солзите. Кога таа сосем случајно го виде во ходникот, дојде на училиште за разговор за нејзиниот син. Поднавемнато и со искривена глава и врат, балансираше колку што можеше повеќе, кон раката што го корнеше за делот од косата веднаш на душите. Раката на професорот, кој со другата рака на ист начин водеше и едно друго дете кон канцеларијата на директорот на горниот кат. Што страна и колку издржите. Има едно дете што беше будено од сон во горната соба, со швркање со јаже, затоа што долу од трпезаријата беше седнат класниот професор, добронамерен дојден, татко му Кришун го правеше тоа. Има едно дете, чија мајка го бркаше со едната влечка слечена и фатена врака, и се криеше под креветот барајќи спас. Кога не можеше да го дофати за доволно добро да го удри, таа од лутина скокаше со целата тежина по креветот. Има едно дете што беше чекано да се врати дома со сукалното зад врата, а кога ќе се вратеше, беше тепано до безвест и фрлано во ладната визба се до наредниот ден. Има едно дете што прво зборуваше убаво и течно на 2 години, а на 3 почна да завлекува. Има едно дете што ја криеше главата меѓу рацете, свиено под излетената амболија, додека врз него се истураше дожд од стапови. Го тепаше мајка. Има едно дете што доби црвени 5 прсти на образот, токму пред да оди на роден ден во игротека, затоа што излезе пред време во калливиот двор и ја извалка белата кошула, а внеси и кална тепихот. Го натепа мајка.
Има едно дете мало што се буди во сон и вика: "Тато!" Зашто го виде тато како ја удира шлаканица на мама. Добро е што стоејќи таму, токму за него, не виде и дека ја дави за вратот, со истите оние раце со кои друг пат често ги прегрнува и двајцата. Има едно дете доселено в град што си ја зема старата мајка парализирана од болница по доживеаниот мозочен удар. Писките й се засечени од удари и нема место на главата каде што не оставил крвава трага, проклетиот стап во рацете на татко му, фрлен во самената селска пространа одаја со пот од гола земја. Има едно дете што се ужаснува, замислувајќи колку многу ќотеци токму во оваа секунда се вршат низ целиот свет, а никој нема начин да ги спречи. Има една неизлечлива болест што беливе дробови ми ги изгризува. Ова лето што иде нема да го видам, а сепак смртта не е најстрашното што ме загрижува.